Уште месец-два ќе започне да тече последната година од актуелниот мандат на локалната власт и градоначалникот, а во сферата на туризмот во општина Кочани речиси ништо не е направено. Иако на хартија стојат или се дефинираат неколку проекти на конкретните локации, се уште ги нема посакуваните инфраструктурни објекти на кои кочанчани чекаат со децении со надеж дека туризмот ќе направи значајен исчекор. Бањолошкиот туризам, преку најавуваната капитална инвестиција од 5-6 милиони евра, останува неостварлива желба за сегашните генерации, кои уште долго ќе ги гледаат топлите минерални води како истекуваат во Кочанска река. Во 21 век главната причина која ги одвраќала инвеститорите наводно биле комарците. Контра прашањето за оваа причина е зошто на афричкиот континент инвеститорите не ги одвраќа, например, пустинскиот песок. На Осоговските планини и на Пониква подолг период се туркаат неколку проекти, ама домашните, а уште помалку странските туристи заедно со сопствениците на туристичките објекти се уште немаат конкретна причина и можност да применуваат содржаен туризам. Патот како исклучително важен сегмент наскоро ќе биде целосен и во функција, ама таму горе, освен неконтролирана изградба на помали и поголеми викендички од Кочанска и Пробиштивска страна, нема ништо друго. Народот вели, при двајца стопани работата е килава. Џабе убав пат ако освен ресторантски гезмиња во и околу центарот нема ништо друго. Но факт е и дека се туркаат проектите за прогласување на Осоговските планини за заштитено подрачје, потоа Осоговскиот велосипедски рај, замената или реновирањето на ски-лифтовите и многу други содржини кои недостасуваат на Пониква да ги задоволи критериумите за планинскиот туристички центар. Браната Речани сама по себе може да биде голем туристички потенцијал, меѓутоа и неа ќе ја чекаат некои идни генерации, бидејќи ќе требаат години да се изгради и децении да се оплемени незината околина. Ако овој град не успее за половина век да го направи природното крајбрежје на вештачкото езеро Градче, тогаш за повеќе од тоа може само да се фантазира, како што може да се фантазира на Цареврав и Руен, како одлични зимско-туристички потенцијали од повисок ранг. На крај прашањето, ако туристичкиот свет поради COVID-19 загуби милиони и милиарди евра, колку губи или изгубила општина Кочани која со децении не инвестира ниту денар во природните потенцијали за развој на оваа атрактивна стопанска гранка?